Добар ден. Прво информативно издание на вестите на Канал Плюс за денес. Почнуваме веднаш по кратката најава. Од понеделник јавното претпријатие ИСАР започнува со активностите за замена на водоводните и канализациони цевки на спојот на улиците Вардарска и Пиринска. На градскиот мини плоштад во Штип во тек е 10-тиот поред фестивал на медот. Богата понуда на мед и други пчелни производи има од сите региони на Македонија. Православните верници во Малешевијата вчера го прославија празникот Голема Богородица. На истокот големи прослави имаше во рударските општини. Во понеделник јавното претпријатие ИСАР започнува со активностите за замена на водоводните и канализациони цевки на спојот на штипските улици Вардарска и Пиринска. Сите подготовки се завршени, финансиските средства се обезбедени. Проектот е завршен и ќе започне да се реализира откако ќе се извадат коцките на оваа улица. Во понеделник јавното претпријатие ИСАР од Штип започнува со активностите околу замена на водоводните и канализациони цевки на спојот на улиците Вардарска и Пиринска, како и долж улицата Вардарска. Од директорот Ангел Бојаджиев дознаваме дека сите подготовки се завршени, финансиските средства се обезбедени, проектот е готов и ќе започне да се реализира откако ќе се извадат коцките од оваа улица. Бојаджиев истакна дека додека се одвиваат сите активности на оваа улица, истата ќе биде затворена за одвивање на сообраќај. Со проектот е предвидена нова водоводна и канализациона мрежа во должина од 400 метри, со што значително ќе се подобрат условите за секојдневно функционирање на жителите во овој дел од Штип, кои со децении наназад имале големи проблеми поврзани со водоснабдувањето. Како што е известно од досегашната пракса во останатите делови во градот, откако ќе завршат со работа вработените во работната единица водовод и канализација во однос на реконструкција на водоводната и канализациона мрежа, веднаш се започнува со реконструкција на самата улица. Истото ќе се случи и со Вардарска, која со години наназад е сообраќајна рана во централното градско подрачје и голем проблем на сопствениците на автомобилите, но и на пешаците. Од вчера започна 10-тиот поред фестивал на медот на градскиот мини плоштад во Штип. Љубителите на здрава храна до утре ќе имаат можност да се снабдат со мед. Богат избор на мед и други пчелни производи има од сите региони на Македонија. Организатор е Сдруженијето на пчелари Нектар. Во организација на пчеларското здружение Нектар до недела се одржува фестивал на медот во Штип. Разни видови мед и богат избор на други пчелни производи се продаваат од пчелари од цела држава на мини плоштадот во Штип. Во регионот расте бројот на пчеларите, а расте и побарувачката на пчелни производи. Продажбата на мед е многу поголема него порано што било. Порано да речеме имало негде околу 25 пчелари, а сега има преку 300. Што значи дека производството на мед е многу поголемо и потрошувачката е поголема. Порано се плашеле пчеларите дека нема медо да се троши, ама сега како се развива пчеларството, така и потрошувачката е поголема. За најголем дел од пчеларите, медарството е дополнителна дејност, но расте бројот на оние кои пчеларењето и производството на мед и пчелни производи го развиваат како семеен бизнис. Но за да успее бизнисот со мед, треба да се надмине стационарното пчеларење, велат познавачите на оваа состојба. Мора пчелните семејства да се селат на различни паши. Пчеларите треба да се едуцираат и најважно од се, освен мед, да ги произведуваат и другите пчелни продукти. Еден современ пчелар мора да прави роеви, мора да вади прополис, мора да собира полен, мора да вади млеч, мора да вади пчелен отров. Значи, кога ќе се направи збирот од сите овие производи, тогаш може да се каже за една нормална живејачка дека може да се постигне, но се тоа зависи од, пак ќе кажам, од природните услови, пак од Бога. И граѓаните стануваат се поедуцирани за бенефитите од редовното консумирање на медот, но ги знаат и лековитите ефекти на прополисот, матичниот млеч, пчелниот отров и поленот. Ако направиме паралела на првата кога бевме тука на плоштадот, кога луѓето за поленот прашуваат дали ова вегета, сега имаме ситуација кога ги знаат сите пчелни производи, ги конзумираат и знаат дека поленот е добар и за слабокрвност, и за простата, и за имунитет, и
мешавините ги користат за секојдневна употреба со пчелни производи. Мислам дека идината на здравата храна ни тек престои во Македонија. Но како и многу агрономски гранки, и пчеларењето трпи големи влијанија од климатските промени, кои се одразуваат на приносите на мед. Производството на мед се зависи од Божјата сила, односно од природните ресурси. Значи, кога ќе се намести мозаикот со добра влага, со добри цветови, со добра температура, кога ќе занектарат билките, тогаш се добри условите. Меѓутоа, со глобалното затоплување, значи со пореметување на климата, така да кажеме, имаме ненормално високи температури, кога пчелите треба да ги посетуваат цветовите, тогаш билките се брзо сушат, брзо нектарат и така да од година на година медоносната паша е се помала и се намалува. На 10-тиот поред фестивал на медот во организација на пчеларското здружение Нектар, општина Штип им додели благодарници на пчеларите кои редовно го изложуваат својот меден асортиман во Штип. Православните верници во Малешевијата вчера го прославија празникот Голема Богородица. Секоја година машкиот манастир на Успение на Пресвета Богородица е препон со туристи. Освен прославата на овој ден, тие се релаксираат и од чистата природа во Малешевијата. Илјадници верници од цела Источна Македонија па и пошироко ја прославија Голема Богородица во Малешевијата, во машкиот манастир Успение на Пресвета Богородица. Питомиот и кроток Малешевски крај секоја година на овој голем ден посветен на Мајката Божја е препон со туристи кои ја користат чистата природа, убавите настани од традиционалниот етноплоштад фестивал, но првенствено да го посетат големиот народен собир во манастирот Пресвета Богородица, кој се наоѓа среде благородна бука, бел бор и цврст даб. Голем број на приврзаници народ за Пресвета Богородица, Успение да денешниот ден е во посен ден се пада у петок, па нема, мисла, приложување на жртви, колење на курбан, посно графче, народ многу, убаво село. Струмица. Так, прв пат ли сте овде? Не, били сме друг пат. Така и како е? Добро. Голем број на луѓе доаѓаат овде? Да. Убаво за здраве. Така. Празникот додат сите од секој град, сека година е вака, па има луѓе од страна, сега ќе се дели и курбан. Голем празник, добар празник за сите, за цела Малешевија. Секоја година ли сте? Секоја година има курбан, кога е посно боб, кога е мрсно, има месо. Месо манички. Секоја година, али таа година највеќе. Как иде, как повеќе. И по 19 години на денот на Успението на Пресвета Богородица се уште мирисе на мистерија, кога громот од ведро небо уби 9 мина и повреди 40 мина верници на овој традиционален народен собир во Берово. Божја казна, предупредување од светците, волја на природата или обичен несреќен случај, секој на различен начин го толкува овој кобен 29 август 1996 година. Тогаш, бидејќи 28 август било посен ден, било решено да се помести празникот за еден ден за софрата да биде мрсна. Тоа е пред 19 години 20. Жртви имаше 9. 9 жртви на лице место, а иначе имаше повеќе повредени. Тогаш беше во мрсно, ама народот не го почитуваше празникот. 69 котли со постно графче беа приготвени за денешната празнична трпеза. Колку котли се направи? Граф 69. Таа година посно. Имам лани беше 120, 130. Таа година посно за това така. Според проценките, околу 10 до 15.000 верници го посетуваат машкиот манастир Пресвета Богородица во Берово токму на овој ден. Празникот посветен на Успението на Мајката Божја е празник на рударите. На истокот големи прослави има во рударските општини. По тој повод вчера во Македонска Каменица беше поставен камен темелник на градинка за деца со посебни потреби.
Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го означи почетокот на изградбата на дневниот центар за деца со пречки во развојот во Македонска Каменица, дневен центар кој ќе биде со капацитет од 60 до 80 дечиња. Очекуваме тука да има еден модерен, современ објект изграден по сите најсовремени стандарди кои што ќе ги има сите потребни услови да ги згрижуваат дечињата со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со изградбата на овој современ капацитет ќе се создадат услови да се згрижат сите деца со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со овој проект се решава проблемот околу непотребното патување на дечињата во најблискиот ваков центар во Делчево. Идејата дека навистина треба да изградиме дневен центар за деца со посебни потреби денеска станува реалност. По целосно подготвената проектна документација, добиеното земјиште од страна на владата на Република Македонија, издаденото одобрение за градење, денес одбележуваме почетокот на започнувањето со изградба на дневниот центар за деца со пречки во развојот. Се надеваме дека за 9 месеци тој ќе биде завршен и веќе дечињата кои што го посетуваат дневниот центар во Делчево ќе имаат можност таа настава или тоа згрижување да го посетуваат во матичната општина, односно во општина Македонска Каменица. Министерот Диме Спасов најави продолжување на изградба на вакви капацитети за кои има потреба и во останатите градови. Набрзо ќе биде отворен дневниот центар за деца со аутизам во Штип, дневниот центар за деца со оштетен вид во Велес, дневниот центар за деца со пречки во развојот во Валандово, во Липково и понатаму ќе продолжиме во општините каде што има потреба да создаваме вакви капацитети. Во рамки на посетата на Македонска Каменица, министерот Диме Спасов се запозна и со изложбениот возен парк на рудникот Саса, а ја посети црквата Успение на Пресвета Богородица. Поранешната општина Блатец вчера го славеше денот на ослободувањето. Местната заедница и локалните жители со оптимизам дека селото има потенцијал да се развива економски и да го врати некогашниот урбан шмек. Голем празник за голема слобода во далечната 1944 година. Со Божи благослов жителите на поранешната општина Блатец ја начекале слободата од канџите на бугарскиот окупатор. Атрактивното спомен обележје во центарот на селото ги собра местните општинските раководства да оддадат почит на паднатите борци. Со едноминутно молчење и полагање цвеќе од страна на местната заедница и локалната власт, Благој Јанакиевски даде осврт кон овој значаен датум. Оваа бригада имала големи судири со 17-та бугарска дивизија. Дивизија која била специјално испратена од Штип на Плачковица за да ја уништи 4-та партизанска бригада. Меѓутоа, таа дивизија во борбите со 4-та бригада била разбиена. 4-та бригада имала еден напад на Блатец на 20 август, за да на 28 август 1944 година, враќајќи се преку Паруца и Каратепе од нападот на Берово кој бил на 23 август, конечно го ослободи Блатец. Ослободувањето се поклопува со големиот верски празник Голема Богородица. Новиот состав на местната заедница денес организира и свечена седница со богат коктел за насобраните жители. Со оптимистички пристап велат дека ќе го враќаат некогашниот шмек на ова село, кое изобилува со природен и туристички потенцијал. Со волонтерска работа, со доброволна работа, се ангажиравме како членовите од Советот, така и граѓаните од Блатец, младинци, деца, сите се дадовме на работа и успеавме да го реновираме, да го направиме за употреба. Што е за пофално, што сега десетници дечиња секоја вечер излегуваат во паркот да се рекреираат. Населеници имаше многу летото. Ова лето за пофалба беше што другите лета помалку доаѓа, да финансиската состојба им беше таква, не знам. Оваа година имаше многу повеќе или свадби, затоа што имаше и повеќе свадби. Не да се пофалам, меѓутоа факт е дека веќе има нешто што иде напред. Од Советот на местна заедница еве преземаме акции за анимирање на манастирите во Блатец. Така. Ќе ставиме патокази да има веќе луѓе да доаѓаат да ги посетуваат и манастирите, црквата да биде отворена повеќе време во деновите, да можат луѓето да ги посетат и нив. И дел од младата популација која останува во селото бара и наоѓа перспектива за животна екзистенција. Во Блатец има доста млади луѓе, поголемиот дел од нив за време на годината се или студенти или учат надвор од населеното место од Блатец, но сите што имат одлучено да останат во Блатец имат добра перспектива, има доста вработување во текот на оваа година, се презема доста мерки од страна на владата.
Тркалото на историјата знае да направи огромни пресврати, така да никогаш не е доцна Блатец повторно да биде административен центар, улога која имал до 1955 година, или во најмала рака, повторно да го врати статусот на општина. 24 лица, од кои 10 полицајци се повредени од експлозија на мина во турскиот округ Мардин, во близина на границата со Сирија. Инцидентот се случил кога автобус налетал на мина. Според дел од турските медиуми, терористичкиот акт е дел на курдската работничка партија. Полицијата почнала голема операција за пронаоѓање на сторителите. Во напад на бомбаш самоубиец северозападно од Кабул загинаа двајца афганистански војници, а уште двајца се повредени. Во северната афганистанска провинција Фаријаб во вчерашната заседа од талибанците загинаа најмалку 15 припадници на полицијата лојална на генералот Абдула Рашид Достум, подпредседател на Афганистан. Заменик гувернерот на Фаријаба истакнал дека загинале 20 припадници на полицијата, а 4 се повредени. Австриските и унгарските власти во заедничка акција го извршиле апсењето во случајот од Австрија. Неколку лица се уапсени во врска со случајот на откривање на 71 мртво тело на мигранти во камионот во Австрија, во близина на границата со Унгарија. Меѓу апсените двајца се бугари, а еден е од Унгарија. Претходно унгарските власти рекоа дека 4 лица се уапсени, 3 бугарски државјани и 1 афганистанец. Фудбалскиот клуб Брегалница денес во рамките на петото коло во првата македонска фудбалска лига ќе го одигра првиот надпревар на стадионот Никола Мантов во Кочани. Како домакин во Кочани, Брегалница ќе го пречека актуелниот шампион Вардар. Инаку во последниот одигран надпревар сините загубија од Шкендија со резултат 5:1. Дали новата локација ќе донесе повеќе среќа на Брегалница, останува да видиме. Најдобриот македонски евро представник работнички пак по 2 недели ќе одигра прволигашки дуел, и тоа в недела со Силекс на Ѓорче Петров. Работнички неги одигра своите последни 2 меча со Ренова изминатиот викенд и со Младост Царев двор, кој според распоредот требаше да го игра дома поради настапот во плейоф фазата во Лига Европа. Хоризонт Турново ќе дочека Шкендија на својот стадион. Ренова во гостивар е домакин на Шкупи, а Металург на стадионот Борис Трајковски ќе го дочека Младост Царев двор. Сите надпревари се играат денес со почеток од 16 часот и 30 минути. Ова беше се во првото информативно издание. Со нови информации се гледаме во 16:30. Имајте пријатен ден.